Драги гледачи, добар ден! Добро дојдовте во најновото издание 51-во на овој наш и ваш демократски импулс. Денеска имаме еден интересен гостин, еден од нашите верни поддржувачи и исто така соработници се работи за претседателот на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Добар ден и чувствувате се како дома во нашето студио да сумираме што и како било на локалните избори. Добар ден, Трајче, добар ден до гледачите и секогаш се чувствувам дома кога сум на Демократски импулс подкастот. Сакам најнапред да ве запрашам, со вашето 35 годишно политичко искуство, да ве запрашам што мислите, како ја оценувате состојбата на овие локални избори? Состојбата на кои овие локални криминални избори? Видите, катастрофа. Самата излезеност на изборите, спроведување на апсолутно најкриминални избори во историјата на Македонија од кога постоеме, од 91 како независна држава. Значи, све се собрало, почнувајќи од криминалниот изборен законник. Никој не сака да го промене, бидејќи пред 20 на години е донесен намерно, да овој законник да им служи на големите криминални политички структури, како што СДС, ДПМН, ДУИ, са нормално ВЛЕМ, ЗНАМ и други. Штета што е така, но јас секогаш викам. И колку да е лошо, мора да се избориме, да направиме да биде подобро. Овој криминален законник мора да се промени. Со самата промена на криминални изборен законник, во собрание и да се донесе фер и демократски изборен законник, кој законник ќе го спречи, буквално, значи, просто кажано, ќе ги спречи криминалните избори. Затоа што ние, ако имаме стално криминални избори, се разбира, тие ги спроведуваат криминалци политичари и секојаш добиваме криминалци на власт. Катастрофа, како што кажав, и нормално не сме задоволни ни од резултатот, затоа што не можеш ти да одиш на избори, уште пред да почнат изборите, тие ги зедоа сите пари, си се рекламираат по телевизии, а ние, како демократи и други учесници, не добивме никакви финанси и бевме тотално блокирани по медиумите. Трката не беше рамноправна? Не е ова трка, Трајче, ова е кланица, овие не се избори. Значи, верувајте ми, јас се чудам, бидејќи живеев преку 30 години во Америка, а исто доста пратам, читам, значи во светот, поготово во развиените држави, каде што имаат правен систем, каде што имаат поквалитетни избори, пофер избори, дека ова што ни се случува кај нас само може да го спроведуваат криминални банди од редовите на владеачките политички партии, кои што имаат своји представници во собрание, се разбира во локалната самоуправа, како градоначалници, советници и владата. Сакам да ве запрашам, во најновиот извештај на Европската Унија силно е нагласено дека реформите мора да се спроведат, посебно е нагласено за судство, правосудство, фундаментални права, јавна администрација. Впрочем, и овие нешта се дел од вашата програма на Демократи. Како гледате власта, дали презема нешто околу се ова? Власта ја манипулира јавноста, граѓаните, народот во Македонија, затоа што ништо не презема. Излегол Мицковски и ова власт и вели, ние ќе ги ставиме бугарите, бугарското малцинство во Македонија во уставот, под еден услов.
со одложено дејство, тоа значи наводно да ни гарантира дека ако ги ставиме бугарите во уставот, малцинството бугарско кој што живее во Македонија, тогаш тие нормално ќе го стават во уставот. Што му значи тоа и јас не знам. Тоа е игра на зборови. Ние секогаш како демократи и јас предлагаме дека ние како Бугарија во моментот и последните децении не ни е нас пријател. Затоа што, зошто еве не ни е пријател? Прво, не негира дека сме македонци. Сме некоја вештачка творевина на Тито. 45-та. Дека немаме македонски јазик, тоа е модификација од бугарски, а е обратно. Дека немаме македонска историја, од памтивек ние имаме. Значи, зошто владата Мицковски не им каже на бугарите, се додека вака не третирате и не понижувате и не спречувате да влеземе во Европската Унија, ние со вас не сакаме повеќе да разговараме. Не е дипломатија да разговара со некој кој што стално те понижува. Дипломатија е нешто кога ќе докажеш и покажеш дека имаш образ и имаш храброст да кажеш стоп, нема повеќе да разговараме со непријателите на македонскиот народ и на другите народи и народности кои што живеат во Македонија. Ако смеам да заклучам, вие сте против бугарите да бидат ставени во устав додека Бугарија се однесува вака како што се однесува. Ние сме против да имаме какви да е дипломатски односи со Бугарија. Број 1, затоа што ова што спомнав претходно, сето ова понижување што ни се врши со децени е неподностиво. Број 2, може ли една држава како Македонија, кој што стално е понижена од нашите соседи Бугарија, да им се каже на Бугарија повеќе со вас ќе ги прекинеме сите дипломатски односи, се додека не се извините и не престаните да не понижувате. Значи, по свето се зборува дека ова што го спомнав, немаме историја, немаме јазик, немаме македонска култура, нација и така натаму, што сме ние, сме биле као бугари наводно. Тоа не е точно. Ние тоа сите го знаеме. Ние да сме на власт, да ја менеджираме нашата држава, тоа ќе го направиме. Зошто? Во историјата има некојаш кога се прекинуваат дипломатските односи со некоја држава од причина. Се додека не се извинат, нема што ние да разговараме со нив. Одма итно треба да се распушти таа комисија историска. Па гледате сами, таму истите тие доктори на науки по историја, експерти кои што се бунеа додека СДС имаше своја комисија и викаат да се укине таа комисија, сега убаво му е земат по 2-3 евро плата месечно. А ова е едно вака да ти кажем. Во Македонија има многу, поготово политичарите, лажни македонски патриоти. Помеѓу нашите македонски политичари од различни партии. Не само од ДПМН, исто и нивните полтронски привезоци, а исто и некои кои што еве изигруваат наводно, дека се независни, дека сами одат на избори и така натаму, и тие се тешки полтрони на поголемите политички структури, работат позади, грбо на народот, работат во интерес за овие големи политички структури. Затоа што кога ќе ги повикувам да се обединиме и да работиме заедно против овие криминални структури, никој не сака да се обедини. А народот вика, што не се обедините вие помалите партии? Со кој да се обединиш? Со кој? Ние повикуваме и стално ја сповикувам да се здружиме, да се бориме за вистински промени во оваа наша држава. А не вака. Значи, да се разбереме на за секојаш. ДПМН е една од најголемите лажни партии кои што изигрува дека се патриотска партија, а уствари тие не се. Затоа што делата нивни зборуваат повеќе него што тие го кажуваат.
Европската унија вели дека политичката поларизација и слабата доверба во институциите се голем предизвик всушност. СДСМ, ДУИ, ВЛЕН, ВМРО, ДПМН како да работат за да оттежнат околу ова поле и да не може помалите политички чинители, помалите политички партии да дојдат до израз токму заради сопките на овие големи партии. Па видете, ние, како што спомнувам стално, никој друг не зборува за криминалниот изборен законник. Со самото тоа што имаш ти криминален изборен закон, еве каде се сопките. Не можеш ти да одиш на избори и да добиеш од народниот буџет на Македонија 7 милиони евра за изборите, конкретно случај за локалните избори ова година, и да ги земиш тие сите пари 97%, само 3% се делат на сите учесници, а сега во конкретно случај бевме повеќе од 144 листи, само спомнав дека во Битола 16 листи за советници и 8 кандидати за градоначалници. И сега вика, вие ќе добиете по 3-40 илјади денари, а ние, како партијата, да речеме, на ДПМН со коалиционите партнери и СДС тие, делат 40% од 7 милиони е 2 милиони 800 илјади евра. И сега века вака, овие пари што ви ги даваме, ќе ги користите само за реклами по телевизија, по медиуми, радија, вестници и така натаму, по портали. И тие фактички не ти дават пари, ти нема кај да се рекламираш, си тотално блокиран. Значи, се ќе направат. И јас не ги викам големи политички партии, јас ги викам големи злосторнички здруженија, све ќе направат да не уништат нас, поготово демократи, бидејќи ние јасно и прецизно даваме изјави. Точно кажуваме кои се виновниците за ова состојба и нудиме решение. Да, вие никогаш не сте биле двосмислени околу тоа. Нема што да сме двосмислени, затоа што кога зборувам кои се виновниците се лоцираат тие се. Но тоа не е поента да зборувам цел ден за нив. Најважно 99,9-100% да не речем да се зборува како да ги решиме проблемите во Македонија. Еве ти еден пример само ќе кажам. Која власт да дојде? Земаат кредити. Се трошат тие пари повеќето заплати во јавната администрација. Се трошат за глупости, расипнички. Се крадат преку тендери. Што имаме ние во последни 35 години? Имаме врвна економија. Изградивме толку и толку фабрики, изградивме толку производствени погони, вработивме 100, 200, 300 илјади луѓе. Ја дигнавме ли, го дигнавме ли стандардо? Минимална плата да биде 800 илјади, 1100, 1200 евра. Тешко. Не, што ние од тоа имаме направено? Здравството? Никако. Што ги претворивме здравствените установи во мртовечици? Образованието тотално уништено? Што ние имаме паметни луѓе, квалитетни луѓе, наместо да ги поддржуваме, да имаме специјални школи за нив ако треба. Тие се луѓе на некој начин генијалци, а ги имаме доста кај нас во Македонија, никој не ги поддржува. Кај се нашите генијалци, паметни млади луѓе повозрасни? Повеќето се во странство. А тука тие што останаа, што ја сакат Македонија и што не сакат да заминат, немаат никаква помош. Значи, ние како? Ете, кажи ми ти, те прашувам јас, ако се водиш овој подкаст, кажи ми ти нешто што е стварно добро направено во Македонија. Што ние се чувствуваме добро во полето на економијата, подобар живот имаме, забава, подобро здравство, па да ти е страв да одиш да се лечиш во нашите болници. Јас живеам Битола, живеам Скопје, одам се движам низ Македонија. Па кај да одиш, оди во Тетово, таа болницата е мртовечница. Во градската болница во Скопје, као најквалитетна државна болница, пополека прераснува во мртовечница. Гледај што се случува во онкологија. Да немаш цело време, секој 2-3 месеци нема лекој и приказната пред тоа му дава на луѓето вода, пари му зема и ги умира. Значи, ние... Призна вина, си се спогодија, ги пуштија слободни, еве ги
Па, Нема никаков случај. немаме судство, имаме криминално судство, полиција е криминална. Честно исклучочи се разбира, има и суди, има и полицајци, фантастични квалитетни луѓе што се борат против ова багра, против нивните колеги. Значи, еве, кажи ми, што имаме ние? Каде се забавуваме? Каде нашите деца одат како ние родители? Еве Скопје е најголемиот град во Македонија, главен град на Македонија. Што има, кажи ми нешто добро каде што јас еве внуката ќе однесам и ќе се забавувам 3, 4, 5 сати. Треба да се размислиме многу сериозно, да ги оптеретиме вилгите на мозокот, за да се сетиме што е тоа добро во нашата држава, освен еве што конечно ѓубрето почна да го чиста, што име обрска фактички, имаме нов градоначалник, па се реши да почне од таму. Добро е, дај Боже вака да се тера. Не гледам нешто друго да е добро. Држава во 21. век што не може да го реши проблемот со ѓубрето. Успешно. Што не може да го реши проблемот со улици, тротоарчина. Па уште популарно бекатонски вевер поставувале. Знаете, оние тулите направени од цименто, бекатонски, тротоарчина. Па кружни текои, па тоа е врвно достигнување. Се смеам. Смешно ми е како да е вештачка интелигенција, нешто чудо измислилен, неверојатни неверојатна медицинска опрема, па лекови, па не знам, неверојатни превозни средства како автобуси, коли и така натаму. Ни го подобриле животот. Во болниците имаме најсовремени лекови. Алкалоид е компанија која што единствено нешто прави во Македонија и за поздравување се разбира. Значи, еве замислете еден алкоид да почне да произведува лекови за цел свет, да има тим таму кој што ќе измисли да речеме лек против канцер, на што и да било. Значи, ние што имаме овде? Имаме еден хаос, имаме колку сакаш криминалци во владата, собранието, општините, во политичките партии, а ние како народ слепо и немо, послушно, одиме на гласање и одредена група од народот гласа луѓе кои што не уништуваја 35 години. Каков менталитет е тоа е едно чудо. А паметните дома седат, дали гледат турски серии или не знам што, не сакаат да излезат на гласање бидејќи му биле љути, а не сваќаат со самото седење на дома допринесува да победат пак овие повторно овие криминални структури. Значи, кажи ми што има добро во ова наша држава. Затоа се борам, заедно со демократи, заедно со група на граѓани, да направиме нешто подобро, затоа што заслужуваме и ние да имаме подобра држава и да живееме поквалитетен живот. Не можеш ти да имаш држава, економски ако пропаѓаш, и ако имаш администрација кој што 1/3 или 25% го јади буџетот. А кој се таа администрација? Тоа се војниците, гласачите на овие криминални структури. Тие таму ги чуваат, ги плаќаат, ние, поготово народот, од народниот буџет, за да им служат нив за гласачка машинерија. Тоа имаме во Македонија. Значи, просто кажано, пополека, но сигурно Македонија е претворена во огромна депонија за ѓубре. Господин Јорго, еве исто така кога сме веќе кај таа Европска унија, кај тој европски најнов извештај, се вели таму дека независност, дека судската независност и фундаменталните права покажуваат само ограничен напредок. Што би значило ограничен напредок, селективен да не кажам, со други зборови, еве како демократи го толкуваат буквално, значи негонењето на сите криминалци од минатата например власт и општо го знаеме сите, например поранешниот председател на Социјалдемократскиот сојуз Заев
на големо се говореше дека е криминалец од страна на сегашната власт, па ни вакно не му фали, гледам дали има некаква премолчена коалиција, можеби премного нив за да не се гонили, што е цела работа. Се слушнал ти криминалци со криминалци да се гонат, да се затвараат, зборувам во политиката. Како беше врана на врана, очи не вади. Не вади. Мафијата, она мафија, криминалци, што се тие може и помеѓу себе се убиваат, се гонат за територија, за пари. Овие луѓе соработуваат. Нашите политичари, дали се тоа македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњаци и други, тие работат, соработуваат кога им е потребно, издегуваат по медиумите нивни, кои што ги имаат окупирано, и и секојаш си кажуваат за едни за други најлошо, овие крадат, а никој не е затворен. Затоа што судиите, повеќето судии, се поставени од овие политички моќници. Автоматски ти сакаш нив да ги бркат, јавните обвинители. Ние немаме како во други држави во светот судија да се избери на основа на гласање. Од народот. Од народот. Па нормално народот, затоа што ако избираме, да речеме, за одреден суд во Македонија, не е битно во која општина, нека си гласат граѓаните. Со тоа што на тие суди што имаат положено судски испит и сакаат да бидат суди да продолжат, ќе си поднесат исто како да е кога избираме градоначалници, пратеници и така натаму, на избори можеме да ги избираме, со тоа што ќе си имаме точно биографија, резиме, и сега јас ќе си ја прочитам, ќе си знам овој судија толку годишно искуство, овој судија толку годишно искуство и ќе си гласам. А вака кој? Кој ги избира? Избираат председателите на политичките криминални структури, но тогаш тие суди би го црпеле легитимитетот од граѓаните, ама на политичарите тоа некако не им одговара. Па затоа не носат таков закон. Види, ние имаме многу работи што треба да се донесат закони. Гледате самите, имаме закони кога се многу стриктни или кога се доволно стриктни, како што беше кривичниот законник, од 1 до 10 години за злосторничко здружување, ако крадеш, примерно, од државата, можеш да лежиш затвор. Тие си донесоа закон пред години по 2 во собрание, го намали од 1 до 3 години. И после 3 години, кој ќе помени, значи действото на тој закон кој ќе застари, автоматски не можат ни да те бркат и 50 милиарди евра да имаш украдено од државата. Така да, овие што ги викаме ние супер богаташи, дали се тоа политичари или бизнисмени, кои што станале со плачки од народот и од државата Македонија, кои што крадат нон-стоп, тие се денес едни од најмоќните луѓе во Македонија. Зошто? Затоа што таков е законот. Затоа треба да се промени законот. За да се промени законот, како ние што велиме, дека треба минимум 10 години до животна казна, а и по потреба, ако треба, ако гледаме дека овие, како што тргна, значи не размислуваат со главата, туку плачкаат не само милиарди, туку уништуваат све, наместо да одат тие пари за болници, за фабрики и за подобри плати, подобри пензии и така натаму, тие не ги крадат. Можда и треба да се воведе и смртна казна. Значи, за луѓе кои што стварно екстремно. Имаше, ама добро, сега сакам да кажам, значи, како паметни политичари кои што се занимаваат за да направат добро, да донесат добри закони кои што ќе бидат во корист на државата и на народот, можда и такви закони треба да се донеси и да имаме и смртни казни. Па не може некоја будала 50 души дотепа или дукраде 2 милиарди евра и ти ќе го чуваш 3 години затвор, ќе опуштиш и толку и ќе си чува парите. За жал или за среќа, смртната казна беше последно нешто, последен човек што беше утепан беше албанец кој беше стрелан
не можам да се сетам каде, но во Македонија беше тоа, Црвени брегови или не ми взимајте за точно не можам да се сетам каде, подоцна кога го погубија, утврдија дека човекот бил невин и заради тоа смртната казна се укина. Види, тоа не е причина да се укини смртната казна. Се зборуваме ако се утврди некој дека е 100% крабел. Ако имаш сумња, не можеш да го седиш човек. Значи, тоа е работа на полицијата, на јавното обвинителство. Таму да не навлегуваме. Ради еден човек, па сега, значи, направивме грешка и така натаму. Не. Во Соединетите Американски држави има смртна казна. И во други држави, и во Кина има смртни казни. Оди кради таму да видиш што ќе ти се случи. Оди во Саудиска Арабија. Ајде да не навлегуваме на тоа. Не се правиме многу ние хумани. Овие државата ни уништија, животите ни уништија, стотици илјади луѓе изумреа по болниците, ради овие зверои што ги скрадија парите, наместо да имаме болници ни претворија во мртовечици, па сега ќе изигруваме хумани. Ајде, молим те. Дај веќе еднаш да се освестиме, дај држава да направиме. Кој те тера да крадиш, да уништуваш пред тебе се? Кој те тера? Ајде, кажи ми. Јас ли ти сум крив што си сиромав и глуп? Кој те тера? А овие не се сиромаси, овие се политичари. Зборувам за политичарите. Амнести, па не знам што, нема бе човече за политичар, за функционер, не треба да постои амнестија, бе, какви аболици, какви глупости, бе. Преседател на државата, кај сме да помилува некоја тешка будала што направи огромни штети. Се помилува некој што направиле некој мали криминали. Ајде да му опростиш. Така да трајче цела приказна, дајде да ни изигруваме многу хумани, дајде да си ја тераме работата, да си ја спасиме Македонија од овие криминалци, политичари, инаку тешко нас. Во извештајот на Европска Унија се вели за црстување на јавна администрација, подобра организација, контроли и дигитализација. Се неопходни, а се што гледаме е длабока партизација и катастрофална администрација. Како демократи гледат на себе ова? Цело време зборуваме за некој извештај од Европската комисија, од не знам што. Абе, тоа не е најбитно. Најбитно е што ни се случува во Македонија. Јавната администрација со секоја нова влада расте. Огромно оптеретување на буџетот на Македонија. Значи, не може, јавната администрација треба одма сега итно да се намалува. Ние не можеме на овие политички криминални структури да му ги плаќаме нивните гласачи. Најголем работодавач во Македонија е државата. Кај го има? Кажи која фирма во Македонија има 150.000 вработено? Како вака ќе обстаниме? Кога ти имаш некој вработен во јавната администрација, треба да му обезбедиш плата и доприноси, пензиско, здравствено. Ние колку имаме тука стварно луѓе што работат во стопанството, 500-600.000 вработени пример. Или помалце. Имаме 330.000 пензионери, како тие утре луѓе ќе добиваат пензија. Па како оди понатаму ние знаеме дека ќе банкнотира тој фонд за пензиско. Здравствениот фонд ќе банкнотира. И тие се банкнотирани. Само овие лажат, земаат кредити и ја покриваат дупката од кредитите, од буџетот. Имаме буџет 6 милиарди евра, пример се изгласува и се вложува 200, 300, 400, 500 милиони за да се пополни, за да може да се исплатат пензионерите. Ги лажат пензионерите со 2000, 3000 и 5000 покачување. Значи, ние нема што да дискутираме, мене преку глава ми и тие европски извештаи. Вака било, така било. Ние тука треба да гледаме во Македонија, да се ние фокусираме, да устредиме ова што го имаме како проблем, а имаме огромен проблем. Не можеме ние да дозволиме да имаме 150.000 луѓе вработено, плюс ако нема уште 50.000 луѓе кои што се на договор на дело. Зошто? Затоа што си креираат тие гласачка машинерија.
така да веруваме ова Европска заедница, Европска унија, Европска комисија и не знам што, тоа е све во ред од тие што кажуваат, но ние, јас гледам како човек кој што 7 години се бори против ова зло. Секоја година, секој 3 месеци, се повеќе луѓе се вработуваат во јавната администрација, тоа е неверојатно оптеретување на буџетот. Наместо парите, пак ќе кажам, наместо да се намала 50, 60, 70%, денес имаме врвна технологија. Колку ти треба во една канцеларија? 30 души. Доволно се може да тројца, 20, 4 има компјутери, има нова технологија каде што нема потреба толку вработени. Тие луѓе треба додат и да се вработат во фирми, фабрики. Зато стално зборувам, дајте луѓе да се отвараат фирми, фабрики. Не можеме ние 30 и нешто години една хидроцентрала или една централа немаме за електрична енергија, а купуваме, увезуваме струја. Зошто да се богатат трговците? И за да можат политичките криминални структури да земаат доста пари од нив и се разбира да не зборувам и други бенефиции што имаат трговците со примереве со електрична енергија. Да не продаваат струјата дупло, кога можеме ние да си имаме наши електрани. Нека инвестира државата, нека биде тоа на народот, на државата. Зошто да не? Тие се капитални проекти, исклучиво важни, без енергија, без производство на сопствена електрична енергија не можеш да одиш напред. Кога се покачува цената на електричната енергија, се покачува цената на производите, од храна, облека, за домаќинство, се покачува. Лекови, затоа што тоа е све поврзано. Шо поскапа струја, толку поскап производ. Ние што имаме на власт? Имаме луѓе кои што се научени кај се тендерите. И затоа јас се чудам и се прашувам, голема група на луѓе, 60% и повеќе, 50% и повеќе проценти седат дома и не излегуваат да гласат. Она што реков, ние се лутиме се, на никој не веруваме, апатични сме. Абре, луѓе, излезете, гласајте. Ако не, ни Македонија ќе има, ни нас ќе не има. Ќе испоцркаме сите од стресој. Така. Вие сте економист. Во економијата, например, има некаков си напредок, но сепак државата не е меѓу најнапредните кандидати во Европска унија. А растот и продуктивноста, стандардот се значително под просекот на Европска унија. Но би било сигурно нормално да е се ова вака, кога државата впрочем и не гради фабрики како што се залагате вие. Јас не знам по кои статистички податоци ова наша економија оди напред. Ние тониме. Знаеш кој оди напред? Америка, Кина, Германија, Швајцарија и други држави во светот. Па не може да одиш напред кога една фабрика немаш изградено, како што кажа во претходниот пат. Една фабрика немаш, еден производствен погон немаш, една хидроцентрала немаш изградено, ништо немаш изградено да добиеш вредност за да го продаваш на светскиот пазар и се разбира да продаваме на домашниот пазар. Како? Ова е невидена лага и манипулација. Еве статистички гледам и читам од 1991 како независна држава Македонија, да видам што е изградено. Има одредени бизнисмени, паметни луѓе, кои што честно изградиле своји фирми и се работат. Но немаат никаква поддршка од државата. Долгорочни ефтини кредити, грантови, да ги стимулираат овие паметни луѓе. Тие со кои работат во оваа држава? Овде единствено само тендерите цветат. И со кој? Земаат толку милиарди евра кредит и ги трошат на тендери. Кој ги добиваат, да речеме, најголемите работи од државата? Овие
повеќето во економијата функционира на основа што државата е најголем потрошувач. За одржување, за плати. Па, ете, кажи ми што ова држава има направено, нема ништо. Мене ми е жал за овој народ, бе, човече. Јас сум дипломиран економиста, читам нон-стоп, гледам, пратам и на светскиот пазар и гледам и други држави, на берзата работам исто, за себе сега. Имам познавање, гледам што се случува во светот. Светот оди напред со светлосна брзина, ние пропаѓаме, ние цел ден зборуваме за ѓубрето. Затоа викам, станавме депонија за ѓубре. Кај се ние да инвестираме 100, 200, 300 милиони евра годишно во наука, иновации? Кај се да инвестираме во IT индустријата? Не е само IT индустријата, но зборувам земјоделството. Зошто ние да ги фрламе, нешто ќе произведиме, дали се пратски љубеници или не знам што, или млеко, да го фрлаат луѓето? Зошто да немаме фабрики? Тие нема да бидат огромни, бидејќи ние не сме огромна држава како Америка, Русија и други, кои што произведуваат огромна количина на прехранбени, да речеме, продукти. Ние сме мала држава. Нас ни треба мини фабрики кои што ќе се лоцираат на различни места, пример за земјоделието. И ќе покриеме. Ни треба, пример, 2 фабрики за производство на сокови од грозија, љубеници, толку. Затоа што и немаме, и да сакаме, не можеме да изградиме огромни фабрики. Не само што коштаат пари. Значи, никој не мисли за економија, никој не мисли да ги поддржи младите. Зошто, да речеме, државата не отвори јавни фирми, државни фирми, каде што ќе вработи најинтелигентни луѓе во IT индустријата? Научници. Зошто немаме академија на науки и иновации? Зошто имаме академија генерално? Интересен предлог. Зошто само имаме академија на науките и уметностите? Ние имаме, така. Да. Зошто? Каже, колку е нивниот допринос? Тие луѓе некој од нив вредат, се разбира. Но, нас ни треба наука, нас ни треба академија на науките и иновациите, каде што ќе се вложува секоја година по 100-200 милиони евра и ќе ги собериме најквалитетните млади луѓе и повозрасни луѓе, кои што ќе работат на научни достигања, утре дугине тие патенти да ги продаеме по свето. Тука во Македонија да отвориме фирми, фабрики. Замислете, еден пример, секојаш го кажам, можда и пак ќе го кажам. Значи, ако ние имаме луѓе кои што се способни да измислат најдобра батерија во светот, која ќе служи за превоз, автобуси, коли, авиони и се друго, кој што ќе биде најефективна, најквалитетна, најефтина во светот. Па тоа е борбата. Да видиш, ние цела Македонија ќе вработиме. Цел свет од нас ќе купува. Наместо да си купуваат самите себе, бидејќи имаме еднаш, 2 пати, 3 пати поквалитетна батерија. Еден пример давам, за да народу да му објаснам. Или лекови како што е алкалоид. Оти државата не кажи, ќе вложиме толку и толку милиони евра во алкалоид, ќе вработиме заедно со алкалоид, се разбира, тие ја знаат таа работа. Толку и толку хемичари, научници, почете да работите на одредена врста на лекови, да речем. Тоа е многу скапо. Можда за тоа, ќе речиш, немаме толку пари. Но зошто да немаме пари за работи како батерија зборувам. Па ние немаме една фабрика за точаци. Немаме фабрика за дечка храна. Она што го имаме нешто е секоја чест на одредени бизнисмени, но никаква помош од државата. И викаме од странство да доаѓаат овде да ни отвараат фабрики, да градат фабрики, а ние не сакаме да ги градиме. И приказната било, ние сме капитализам. Бре, кој капитализам? Ова не е капитализам. Правиот капитализам креира благодет. Во правиот капитализам се инвестира. Бидејќи државата мора еден ден да почне да размислува вака,
А бидејќи овие не мислат така, затоа што 35 години на власт се луѓе кои што се инфицирани со тежок криминал и за жал повеќето од нив се имаат психички проблеми. А тоа се, јас ги викам кратко и јасно, психопати, кои што мислат само за себе, за своето добро, а не мислат за доброто на државата и народот. Господине Јорго, вие и вашата политичка партија Демократи сте познати по тоа што по вашата борба за животната средина, за чиста животна средина, како што спомнав, и за зелена агенда. Токму од Европската унија имаме замерки околу сево ова, дека ни е потребна на зелена агенда, впрочем и своевремено дуи се промени во некоја зелена партија, па на крај сега не се ни зелена, ни црвена, никаква. Што мислите вие? Што треба да се направи околу се ова, околу нашата екологија, да се подобри? Вие знаеме дека сте борци за чиста околина. Види, прво треба да сакаш, да се бориш и да креираш здрава животна средина. А за тоа треба волја и пари. Ништо без пари не можете да направите. Ние зборуваме за здравство, за образование. Ако немаш пари, ни здравство, ни образование ќе имаш. Затоа, број еден, она што го викаме во државата, да се уништи овој политички, стопански криминал, митото, корупцијата и да се развие една врвна економија. Да си задржиме младите во државата, а не да ни бегаат надвор, и на крајот, на криштата, од ова ни држава ќе се види ништо. Но за да го спречиме тоа, бидејќи ние се бориме да направиме држава, не да имаме каде што ќе владее правото, каде што ќе биде функционална и ова држава еден ден да ни завидуваат сите после 15-20 години, да рече каква беше држава, инфицирана со тежок криминал, уништена економски во секое поле, и денес е за пример држава, првите 10-15 држави у светот, статистички зборувано. Значи, што треба да направиме за животната средина? Прво, треба на власт да дојдат луѓе кои што ќе менеджират ова држава, да бидат честни и хумани. Да сакат да работат за овој народ. Скопје, најзагаден град во светот. 2 пати го прогласија ова година. Страшна работа. Страшна работа. 500.000 жители. Дали толку има, може да се оценени. Еве нека има и 600. Градови, како Токио 37 милиони, Мексико 25 милиони, Лос Анджелес скоро 20 милиони и така натаму, Истанбул, се 100 пати почисти. Поквалитетен воздух живеат, дишат граѓаните. Затоа што ние на власт имаме луѓе кои што не ги интересира животната средина. Нив не ги интересира Скопје, Битола, Тетово и другите градови кои што ни се екстремно загадени. Да бидат чисти градови. Еве ти еден пример. Најголем загадувач во Македонија е рек Битола. Како најголема термоцентрала, кој што скоро 50 години постои, филтери не стават. Филтери кои што коштаат, пример, 5, 10, 15 милиони евра, а во последните 45-50 години колку што постои рек Битола, има произведено струја во евра $3. А бре луѓе, кај одеа тие пари? Значи, ние имаме луѓе на власт кои што не ги интересира. За тоа треба да работиш. Секој ден кој ќе одиш да работиш, а не таму кикере, микере и да одиш и да размислуваш на софри и како на тендери ќе украдиш пари. Трајче, ние проблем имаме со луѓето што се на власт. А уште поголем проблем имаме со тие помалку од 30% до 30% што ги гласаат. А најголем проблем имаме со тие 70% што не излегуваат да гласаат како треба да гласаат. А да не зборувам тие 40, 50 до 60% кои што воопшто па не излегуваат да гласаат. Значи човечкиот сепак
Човекот влијае. Човекот влијае единствено, фактор. ние можеме да средиме и да направиме град, еве ти Скопје. Градо се гуши во ѓубре. Замислете во 21. век. Не е битно кој е градоначелник, кој е во советот, кој е влада. Зошто тие дозволија, кој иде ако се способни? Зар ќе дозвола тоа што се случуваше во Скопје со ѓубрето? И сега дојдоа на власт, сега ќе очистат, тие се гледаш колку се способни, а пред тоа кочеа намерно го правеа градот да изгледа вака, само да се доберат до власт и така натаму. Нема, зависи од нас како луѓе пред се. Зато треба ние како гласачи да знаеме за кого гласаме, а не стихиски гласаме. И зато треба граѓаните кои што не излегле да гласат или гласале погрешно, да ги привлечеме, да им објаснеме да во иднина гласат за прави луѓе како што се демократи. Друг спас ни нема. Еве и токму затоа сакам да ве запрашам, очигледно оваа власт и покрај пировата победа со многу мала излезеност можеме да потенцираме. Не може да се справи со овие проблеми, со овие нешто што ги говориме, а и минатите уште па побетар не можеа да се справат. Така да во таа насока дали се потребни промени на политичкото небо на пример? Промени се неопходни и мора да настанат. Времето на ДПМН, СДС, ДУИ, ВЛЕН, ЗНАМ и други политички структури кои што се во коалиција со нив помина. Ако се тие на власт, ако сега се фалат добиле толку градоначалници и толку освоиле, победиле, ама што сеат? Нестреќа, сиромаштија, пустош. Нивните дела, 35 години се на власт. Независно кој е на централна власт, кој е влада и бидејќи секој ще имаат своји градоначалници, советници и така натаму. Бидејќи општините, ако размислиш, 80 општини во Македонија. Тоа е една целина што ја составува државата Македонија, така? Да. Што значи тоа? Ако општините не функционираат, а таму ги водат луѓе баш од овие политички и криминални структури, тогаш све се уништува и пропаѓа. А владата, тотално неспособна, 34-5 години неспособни влади, само се научиле вие крадите, вие ова, вие она, Заев кради, овој кради, Бранко кради, Грујо кради, не знам кој кради, Лјупчо кради, никој не затворен. И кој ќе дојди као нешто до затворат, ако некоја се излажа да осудат некого, па го пуштаат да избегне. Значи, пак фактор човекот е најважно. Затоа ние во Македонија мора сите да размислуваме и да се бориме да дојдат квалитетни луѓе на власт. Не е за мене, не е за демократи, не е за тебе. Е за сите нас. Бидејќи држава не се гради со неспособни луѓе, прво не мора ни да крадат. Замисли, не крадат. Ама тотално се неспособни. Од влада до градоначалници, советници и министри и во собрание, еве да речеме пратеници. Се замислете, така еве, се обраќаме до граѓаните. Тешко. Значи замислете, тотално неспособни. Како досега 35 години покажано неспособни. И цела приказна е, вие бевте полоши, вие бевте полоши. Па нас не ни треба како народ да слушаме цело време кој се полоши. Нас ни треба повисоки плати, ни треба вработување. Нас ни треба подобри болници, инфраструктура, живота средина, образование. Да имаме спортски објекти за забава, културни објекти кај што ќе се забавуваме. Јас пак ќе ти кажам, кажи ми ти ако имаш внука или дете, еве имаш дете, кај ќе однесиш ќерка ти твоја да има негде као некој луна парк, некоја забавно место. Еве у градскиот парк, од има најголемиот парк во Скопје. Нема каде. Па нема каде, има 2-3 крилешки, 15 на 10 метра, 2-3 места поставени, сум снимал, сум гледал, искршени поло од нив. Каде? Каде ќе се забавуваш? Еве ние возрастите. Каде ќе одиме да се забавуваме? Нема. Порано постоеше луна парк за децата, како што спомнавме, веќе повеќе од 15-20 години не постои.
Не постои Луна парк, е останем во одма до кошаркарската сала на работнички, во парк. И дури смешно е. И така се ја направи оградата и сега си седи. Зошто? Колку пари треба? Милиарди евра да се направи тоа. Тоа, знаете зошто? Пак ќе речем. Покрај што крадат многу. Еве, одиме да се и честни. Да не крадат. Се неспособни. А ние имаме лоша навика тоа да не го приметуваме. Кој ќе дојдеме, еве конкретно случај за локалните избори, ние како демократи нудевме одлична програма. Биографија фантастична. Честни луѓе, сакаме нешто добро да направиме за општина Битола и воопшто за Македонија. Луѓето не излегоја да гласат или не крадеа, бидејќи овој криминален изборен закон им дозволува да се кради на различен начин, да се заканува, да се подкупува. Значи, ние немаме стварно избори. Што имаме ние во Македонија? Имаме насилници кои што носат закони во нивна корист за да останат цел живот на власт. Така да јас мислам дека е најголем фактор и проблем човекот, а човекот, што значи тоа, од владата до најдолу, до последниот советник, ако не ги бива, а плюс ако крадат, плюс ако има психички проблеми да се психопати, таа држава е осудена на пропаст. А тој народ осуден да живее во пекло. Господин Јорго, често пати сум говорел дека вие сте посакуван гостин во ова студио, токму во таа насока и ни стигна неколку прашања и на Facebook. Ќе би сакал да прочитам едно на Facebook од наш гледач кој вели вака: ако го земете фактот дека за малите партии и независни листи гласале повеќе од 100.000 луѓе, ако земеме дека имаше околу 70.000 неважечки ливчиња, ако во првиот круг имавме 52% луѓе што не гласале, а во вториот 60%, и ако градоначалникот на Скопје се избра со 95.000 гласа, кои се тие луѓе што воопшто дадоа глас за така наречениве победници? Поточно кажано, погубници, лузери, тие не се победници. Затоа што толку години се на власт, поќе помалце, и немаат ништо добро направено, затоа што, пак ќе речам, нивните дела зборуваат за нив, не тие што кажуваат. Кои се тие луѓе? Тоа се луѓе кои што се заведени, изманипулирани, кои што имаат своји лични, мизерни интереси, да гласаат за овие луѓе, бидејќи мислат дека, ако мојата партија дојде на власт, јас нема да бидам избркан од работа, или ќе ме вработат, па внуката, па детето, па сната, па не знам кој, ќе го напредат. Значи, тие се луѓе кои што мислат повеќето од нив само за себе и за своји лични интереси. И се убедени дека нивните партии се најдобри, све друго не вреди. И колку да понудиш помош, и колку да понудиш спас за нив и за државата Македонија, џабе му зборуваш. Тоа се луѓе, поточно кажано, повеќето чипирани. Нас ни треба да зборуваме и да се обраќаме на луѓето што не излегоа на гласање. Или што гласаја погрешно. Не е битно од која причина, дали биле силувани, заплашувани, подкупени дури. Има сиромашни луѓе, може да го излезе за 2-3 да се, тоа е процес кој што, бидејќи од што немаме кој да го контролира тој изборен процес, поточно имаме криминален изборен закон. Или заведени. Заведени. Нас ни треба луѓето кои што седат дома, а такви беа, како што кажа, во конкретен случај, пример, зборуваме сега за Скопје, кога во вториот круг не излегоа ни 40%. И имаме градоначалник со 95.000, а Скопје има, пример, 450.000 гласачи. Така? Не. Вториот добива 60.000, човек кој што, за жал, не само што е во погрешна политичка партија, но сепак се кандидирал
без високо образование. Ајде да зборуваме за тоа. Ајде. Што мислите вие околу сето тоа? Дали е морално, дали е потребно? Видете, се зборува за некој си бравар, Тито. бил водач. Тој е маршал Тито. Тој бил генијалец. И во тие устови, кога тој стана маршал и кога стана председател на Социјалистичка федеративна република Југославија, тој човек имал 50 и нешто години после војната. Тој човек имал огромно искуство. И по тие околности тој бил докажан, независно што немал факултет. И кога некој се споредува со него, тоа е мизерија. Прво, никој не може да се спореди со него. Буквално никој. Ние немаме таков човек и најверојатно никогаш нема да се роди. Тоа е нешто што во историјата треба да оставиме и нека почива во мир. Маршало. Друга работа. На Скопје, кај критериумо и на сите градови од и долу. Ние имаме случај и во Битола. Со средно училиште сака да бидат градоначалници. Ај се вака да речеме. Ако сакаш да бидеш директор во некоја фирма во Македонија, квалитетна фирма, не мора ни квалитетна биде толку. Што ти бараат таму? Да имаш високо образование. Ако сакаш да бидеш министер во Македонија, што викат високо образование, магистратура, искуство и така натаму. Тука имаме 29 годишен дечко кој што како човек може да тој е добар, јас не го имам анализирано, но за жал доаѓа пак ќе кажам од партија каде што во последно време повеќето луѓе таа како партија прерасната во секта, председател не знае кај тера и одредени членови и така натаму имаат своја некоја си филозофија болшевичка што никогаш тоа нема да се оствари и така натаму, но зошто ние дозволуваме во Македонија да имаме кандидати за градоначалници, тоа се високи функции, без факултети. Некој ќе рече, па што зборува овој човек без факултет? Па добре, нека биде некој со основно оделение. Не ја бива таа. Абе не ја бива таа работа, бе луѓе. Друга, 7 испити положил, просек имал висок, прво бил политиколог, па не знам, па се лажеше, па што е бе тоа луѓе, бе? Дајте бе луѓе за фотелја, значи, уште не седнат на фотелја се лаже. Кој ќе седни на фотелја, кој ќе ги види парите, кој ќе види тендерите, што правиме? Што правиме тогаш? Значи, дај да имаме некои критериуми, како викаме за кандидатот да има то. Абе, еден обичен човек с прескавици што врти, па треба да има искуство. Ќе ти ги изгори прескавиците, ќе ја затвориш. Сендвичарата. Ај се спорувам. Мене ми е ова све свешно. Значи, до каде стандардот е паднат ниско? Немаме луѓе толку учени, не мислам, или сите ни избега во странство, или... Не, имаме, не види, имаме критериумот ни е паднат. Критериумот ни е паднат и овде бараме некој оратор, како што бил Бранко, како што бил Лупчо. Точно тие криминални структури парталне направи. Ние обожаваме оратори. Ние не гледаме колку квалитет има човек. Важно, убаво зборува, гледаш, фактички тој те манипулира до смрт. Мед да му тече. И ти мед му тече од уста. И ти трчаш, цела фамилија, како еден што каже во едно видео, па го пуштивме тоа видео. Цела фамилија, трчаме, ни доручкуваме, трчаме да гласаме. Значи, што нација станавме? Нема, треба да имаме стандарди. Ние ги паднавме стандардите. Не можеш ти да бидеш градоначалник, која и да бил општина, бе човече, без образование, без искуство. Не може дето од 25 години да ти биде градоначалник. И се ни се случува, СДС имаше во Карпош 27 годишно дете, брука невидена. И водеше? Не бито дали водал. Имавме пред 4 години, го заборев како се вика од СДС, 27 годишни човек кој што стана градоначалник на Карпош. Епа, за жал да, Стефан Богоев. Стефан Богоев, кој и да било. Значи, ние што мора да направиме? Треба да имаме стандарди. Значи, сакаш да бидеш кандидат за градоначалник на која и да било општина, тие се квалификации. Законот треба да се промени.
Не може, смешно е, ќе ти се смеат луѓето. Па на овие избори дури дадој со 2 потписи тоа да се. Тоа со 2 потписи, тоа кажавме дека е намерно направено за да има многу листи, за да можат од нас како демократи да ни се влечат гласови, бидејќи нормално кој ќе имаш 150 листи, кој ќе имаш 5 листи не е исто. Бидејќи народот после по некоја инерција, овој ми е брачет, овој ми е другар, овој ми е пријател, способен, неспособен, ајде, нека биде градоначалник и се не размислуваме дека нема појма, нема никакво искуство, биографија не му читаме воопшто на политичарите. Чекај последните барем 20 години. Види, младите луѓе треба да влезат во политика, бидејќи се разбира тие ќе ја водат во иднина. Но не може 25 годишно дете да биде премиер на држава. Не може 29 годишен човек да биде градоначалник на град Скопје на 500-600 илјади жители со средно образование. Па ајде еднаш да расчистиме овие работи. Политиколог. Тоа значи, знаеш како научени се тие, малце да лажат, малце поќе да лажат и после на крај ептен лажат. Тешко нас, ако вака продолжиме, затоа се бориме ние како демократи, да ги промениме овие работи, да промениме закони и, како што реков, изборниот закон, и кривичниот закон, и многу други закони кои што ние како држава, еве зборувам за економијата, да имаме право децентрализација на општините, самите општини да можат да инвестираат, да градат своји фирми, фабрики, све што им е потребно. Дури ако има општина мојкна, има пари, се ако треба и ќе гради здравствени установи, болници или ќе опремува своите болници, па ќе плаќа од буџетот на општината дополнително средства на лекарите, медицинските сестри и на сите за да не ни бегаат во странство, за да бидат луѓето задоволни. Овие сите луѓе што не излегува на гласање овие локални избори, дали всушност се можеби потенцијалот за следните парламентарни избори, дали со своето неизлегување и нешкртање на ливчето фактички кажаа дека се незадоволни, дека сакат промени? Види, сигурно луѓето што излегува и што го пречкртаа ливчето, тоа е грешка, бидејќи кога ќе пречкрташ ливчето, тоа точно кажуваш ти си незадоволен. Но со самото пречкртување на ливчето ти му овозможуваш на овие криминални структури кои што имаат доволно гласачи секојаш да победат. Значи, ако ние имаме кандидати и имавме во одредени општини, и ако граѓаните гласачите излезат, ние се љутиме, ние сме апатични, ние нема за никого да гласиме, па како ќе промениме ако никој не гласа за демократи? Тогаш пак ќе ни дојдат овие криминални структури. Пак нивните луѓе доаѓаат и цело време не гледаш доаѓаат. Има таков систем, тие се здружуваат. Гледаеш каква измама на народот направи. Влен, знам, со ДПМН и уште 20 други помали партии. Се организира. Вие, албанците, политичките партии албански, ќе одите таму ќе имате градоначалници. Вамо Максим во Куманово ќе го поддржуваме. Во Скопје овај ќе го поддржуваме. Тие си се организираат толку добро, што ние, политичките партии кои што отидовме независно, самите, и граѓански листи, кои што креиравме еден хаос со 150 граѓански листи, пример велам, како ќе ги победиме? Нашите гласови помеѓу нас се расцепкаја. Наместо ние сите да формираме еден блок за промени и да влезиме што повеќе како градоначалници и советници, бидејќи тогаш имаш моќ. А вака овие кои не гледат викат, види овие шо прават, вика. Сега тамам ќе се расцепкат, нема никојаш да не победат, и тоа е точно. И јас колку пати еве повикувам и сега ќе кажам и повикувам дека политички структури, независно, јас порано сум кажал вака за Нефелитака, кој што не се дел од ова голема група на криминални структури, граѓански здруженија, независни листи кои што учествува на избори или не учествува, граѓански здруженија, да се здружиме за промени. Баш и Друг спас ни нема, рече.
Баш и тоа ми е следното прашање. Например, вашата партија Демократи се медиумски лидер меѓу помалите политички чинители, помалите партии. Дали ќе работите можеби на обединување, вие тоа што го спомнавте, на сите за промени за Македонија? Македонија мора да се промени, како што велите. Сигурно. Види, работиме подолго време. Работиме повеќе од 3-4 години. Но за жал не најдуваме на разбирање као одредена група на политички партии кои што наводно одат и отидоа и на парламентарните избори 2024 и сега. Тешко оди. Овие граѓански здруженија крај не можеш да му најдеш. Значи, не знам како тие замислуваат дека со еден советник или два ќе успеат да променат системот во својата општина или нешто да направат посебно. Не може. Значи, пак ќе кажам, без здружување, за да направиме квалитетни, корените промени, не постои. Секогаш ќе не победуваат. Без промена на криминално изборен закон, ние мора да направиме огромен притисок врз владата и собранието да го променат. Со многу точки натре. Кажав ја субаво. И пак ќе кажам. Со една изборна единица, без праг, отворени листи, под еднаква распределба на финансите за учесниците на изборите, под еднаква распределба по медиумите, билбордите. Не може некој да добие 300 билборди во Скопје, а ние да ни дате еден или два. И се разбира што е најважно, овој законник да гарантира да имаме ние избори фери демократски, да ги спречиме криминалните избори со тоа што кажа поставување на секое избирачко место камери и други методи што ќе се користат. Друг спас ни нема и ова треба да го запамтат и ова е повик и до партиите, и до граѓанските здруженија, и до граѓаните кои што сакаат да се приклучат за да и направиме овие промени. Да, и впрочем, како што го прочита прашањето од нашиот гледач, тоа е доколку би се здружиле сите помали партии, над 100.000 луѓе гласачи би имале. И повеќе. Тоа би било трета, ако не и втора веќе политичка сила. Би било втора политичка сила, затоа што веќе народо по некоја навика или по некое размислување гласа за нешто што вели, еве се овие се здружија, сега се мојтни, гласо наводно нема да им пропадне. Оти сега како некојаш велат, кај да ви даеме глас, знаеме ако ви даеме глас, тоа е оправдување дека ќе пропадне гласо. Тоа мислам многу погрешно. Така не сме ни да се размислува. Бидејќи ние ако не добиваме гласови не можеме да напредуваме. И најдобри да сме, и најдобра програма, и најдобра идеологија, и најчести да сме, и стварно да имаме најдобри намери како што имаме, како ние ќе успееме без гласови, без подршка од народот. Затоа што ние сме формирани и сме дел од народот и работиме секојаш за доброто на народот и за Македонија. Впрочем, и ако сите велат добри се, најдобри се, но ќе ми пропадне гласот, неа била таа работа, треба да се одважиме и да бидеме храбри во одредени моменти, да се покаже и храброст политиката и треба да биде храбра работа. Ајнштајн убаво кажа трајче. Ако повторуваш нешто што не носи резултати, мора нешто да ти фали. Па сега види, ако ти нон-стоп гласаш за джелатите и тие што те уништуваат, или ако нон-стоп седиш дома и не излегуваш да гласаш, да подржиш нова опција како демократи, тогаш се знае, се повторува истата приказна, едните ќе дојдат, другите ќе дојдат, но секојаш доаѓаат на власт криминогени структури, за жал. Ви сакам да започнеме, вие сте и американски граѓанин, сте живееле 35 години таму. Дали можеби би примениле некој американско искуство во однос на да се зголеми онаја популаризација на изборите следни за поголема излезеност, за да излезат повеќе луѓе за да гласаат, например, и за вас? Па види, се разбира, Америка сега е
во фаза каде што се користат максимално социјалните мрежи, како што е Facebook, Instagram. Исто така, Америка и покрај тоа што има врвна демократија, што е развиена свеста кај гласачите, да излезат и да гласаат на многу високо ниво, работат секојдневно партиите, како демократи или републиканци, да изгледат што помасовно луѓето. Ние истото треба тоа да го правиме овде, со тоа што се разбира, не е поентата да кажеш само излези, гласајте масовно, гласајте за нас. Поентата е секојдневно мораме да бидеме присутни помеѓу граѓаните. Мораме да бидеме присутни на овие социјални мрежи и да нудиме решенија. Не е битно само да се кажува, како што кажувам, во контекст на нештото, овие се криминалци, овие уништиле, овие ништо не направиле, тоа го докажале не со зборови, туку со нивните дела. И со недела. И недела, се разбира, благодарам. Туку напротив, ние зборуваме, велиме, проблемот во здравството, ќе го решиме. Не со една мамутска болница во Скопје. Напротив, треба да се изградат 12 помали современи клинички центри низ Македонија, кои што ќе ги обслужуваат граѓаните, а се разбира минимум 3 да има во различни локации во Скопје. Зошто ние во Скопје толку голема? За да доаѓаат од цела Македонија и од странство, од Србија, од Косово, поблиску Албанија, што се луѓето да се лечат овде, за да се креира невидена гужва. Јас снимав едно видео пред неколку дена. Денес пак заглавив во 1:30, во 13:30 часот. Човече, ни можеш да влезеш во Скопје, ни можеш да излезеш од Скопје. Кој ќе влезеш во центар е хаос. Скопјани секој ден тоа го чувствуваат од сабајле и попладне. Да. Значи, зошто да не се реши тој проблем? Додека градоначалниците, кандидатите, поточно за градоначалници, се расфрлаја со некои возови од долу Драчево, до Ѓорче, до центар. Ќе видиме, еве сега. Има шанси сега да видиме. Нема од тоа ништо да биде возови. Значи, нема ти да го решиш проблемот што ќе се направи еден воз. Ти треба да го решиш проблемот со мрежа. Може да се направи, верувате дека ќе се направи воз? Не верувам. Овие не се способни да го решат проблемот со ѓубрето, возој ќе прават. 3 дена има, еве, сега да видиме течат. Ќе виде. Значи, цела наша приказ во ова студио е следната. Ние треба, ако сакаме Скопје, да го спасиме од ова лудница, овој хаос во сообраќај, треба да имаме фантастична мрежа на автобуси. На автобуси, да имаме линии многу повеќе и почесто. Каде што јас нема повеќе да ја возам колата илјадници скопјани и повеќе, стотици илјади скопјани, кога знае како што е во Берлин, во Германија или друго место на 3 минути, доаѓа дали трамвајо, дали автобусо. Зборувам. Кога ќе имаш таква развиена мрежа, кога ќе имаш совршена скоро јавен транспорт, совршен јавен транспорт, тогаш луѓето ќе ги остават колите дома. Зошто? Ем е поевтино, ем побрзо. Трамвај, верувате, може да се направи? Види, нема потреба, да видите, нема, еве технологија, нема потреба од трамвај. Денес има автобуси, трече. Ево, во Сан Франциско ќе ви кажем еден пример. Кога ќе постават трамвај, поставиле пред 150 години трамвај. Така, копале, правеле шини и така. Не, сега, знаеш како има електрични автобуси, горе е проврзано со систем на струја, автобусите си се движат по посебна лента. По прва, втора, трета. Не, која сака лента ќе се движи. Значи, зборувам ти кој имаш повеќе. Во Скопје сега имаме пример 250 автобуси. Гледаш каков проблем имавме со јавниот превоз. Ние ако имаме 500-600 автобуси, кога, пак ќе речам, ти знаеш дека на главните улици ќе имаш на секој 3-4 минути автобус и со тоа се намалува 20-30% пример сообраќајот. Побрзо све ќе се движи. А инженерите нека мислат, бидејќи не сакаш ти да направиш ни Скопје, да копаш, да правиш пруги,
Тоа не се дека кошта повеќе, туку ти си ограничен да се движи само таа лента што е малце и стварно не наивно. Значи, ние имаме денес, зборуваме електрични автобуси, само треба да имаме доволно и на време да пристигаат. И да градот е поврзан почесто. Не само главната улица, ќе одиме на Партизанска, ќе одиме на Елинденска и уште една улица, заборев таму према Козле. Не може така. Но видите како кај нас на пример постои нека општо мнение, срамота е. Срамота е да се погото побогатите луѓе на пример пратеник и да не е замислимо да се вози во автобус, додека пак во Германија во метро си се вози најнормално пратеник и министери. Знаеме и дека на Парагвај претседателот исто така со својата пегла или некоја си смешна кола се возеше без никаков проблем. Кај нас има некаков срам. Кај побогатите луѓе да се возат во јавен превоз, да бидат видени. Зошто е тоа така, дали Нашиот менталитет е чуден на свој начин, но има паметни луѓе овде и граѓаните полека, но сигурно ќе ги научиме да се возат во автобуси, како што кажав. Ако имаме ефективни автобуси, на време да пристигаат и почесто. И да се поврзани на селбите. Значи, не можеш само ти да имаш автобуси да се движат по главните патишта низ Скопје улици. како сега? Не, мора автобусот некојаш во зависност каква е населбата, зборуваме дали е тоа Шутка, дали е не знам каде, и да скашнуваат главниот пат. Значи ти треба да имаш разгранета мрежа каде што на луѓето, скоро да не речем, не може на секој до врата да му се дојде, но тоа е поентата. Поентата е да ние, некој што се страми, она, јас не се страмам. Независно дали имам кола, или една, или две, или имам пар, или немам. Да. Ке си се возам со автобус. Зошто? Зато што сега, кога ќе излезам во Скопје или Битола, јас не можам паркинг да најдам. Плюс хаос во сообраќај, ако те погодиш пицо, што викаме, помеѓу 1, 2, 3 се веќе не се знае. Ви кажувам, во 1:30 возам низ центар, не можам 30 минути да поминам владата, пример. Да стигнам до Карпош 1-2. Да, порано беше Ужас е. 15 часот, сега е цело време. Сега веќе не се знае кога што, има еден период кога нема. Но нема друга работа освен луѓето, квалитето на луѓето, ти треба да вложиш напор, треба да вложиш време, ако си градоначалник, ако си советник, ако си пратеник, ако си во влада министер, време треба да мислиш, да читаш, да соработуваш со група на луѓе, да донесиш правилни одлуки и да ги спроведуваш на терен. Немош ти да си градоначалник и да не издегуваш во градот, не само да зборуваш. И например, да сум градоначалник, јас би одел со инженерите сообраќајни и со нив би одел, би гледал, би слушал и ек се разбира други експерти, каде што треба да се покрие градот со електрични автобуси, да кажем. Господин Јорго, кога сме веќе кај оваа тема, кај транспортот, кај градот, кај гужват, би сакал да ве запрашам, што мислите, дали е добро не за превоз, тоа би било повеќе за уметнички доем, за сите стари градови во светот, па и го имаат Пајтон, например. Зашто да немаме еден Пајтон во центарот на градот, коњи да се сликаат луѓе, порано полицијата имаше единица со коњи, сега например нема. Види, све е тоа добро да се има, бидејќи го краси градот. Значи не е проблем. Па и у Битола да го има. Па и Битола, понекош имаме некој Пајтон ќе помине, поготово за свадби. Ама тоа е ретко. Значи може тоа да се направи, тоа е дел од нештото и атракција на свој начин. Значи убаво е, но ние зборуваме за клучите проблеми. Значи јас пак ќе кажам, и Битола живеам, и Скопје живеам, и се движам доста низ Македонија. Значи, каде и да одам, дали е Тетово, дали е Битола, верувајте ми, сообраќај хаос. Нема доволно паркинзи, премногу коли на улици, улиците, нормално нашите градови повеќето се постари, не можеме, не се нови градови, градени се, а последни 20-30 години, 40 пак ќе имаме, знаеш, планирано. И сега, за жал, ќе кажам, Дебармало е уништен град, затоа што веќе од куќи кај што имаше, го бетонизираа, направија згради. Сега одеднаш од 1000 куќи имаме 5000 станови.
И замислите, бар мало има 5000 коли. Замислете, Најмало Девар работа. мало, да го блокираме да нема коли, па и тоа да има. Тоа ќе биде добро, тој ќе. Да. Еве, би сакал да запрашам, например, дали треба да се отворат старите мастодотски партии, како што се ВЛН-ДУ и нели, СДСМ, ВМРО, ДПМН, да му се даде поголема простор на демократи, на партии како демократи, кои сакаат и кои даваат простор на обичниот граѓанин да може да се искаже, например. Види, проблемот со тие партии е затоа што се премногу години, 30 и нешто години, некој од нив, некој понови се, но сепак тие луѓе, пример ВЛН, Тие се тие луѓе. тие се тие луѓе кои што биле во СДС, кои што биле во ДУИ Да. по 20 и нешто години, си работеле, си правеле штета на државата и тие во крвта му ја инфицирани се да си продолжат на тој стил на работа. Значи не работат за доброто на државата, напротив, работат за своји лични интереси и на своите колеги поважни што се во партијата. Да се обогатат, да дојдат до мојки пари и да уживаат бенефициите на функцијата градоначалник, пратеник и така натаму. Министер. Единствено што може да се промени овој трул, криминален, корумпиран политички систем е преку промена на криминалниот изборен законник. Не постои друг начин, затоа што тој законник криминален, ако се промени, тогаш во иднина, со сите тие точки што испомнав, ќе можеме ние, верувај трече, да имаме поквалитетни луѓе да доаѓаат, да ја менеджираат на државата, да се занимаваат со политика. Дали ќе бидат премиери, председатели во владата и како министри, пратеници и така натаму. Значи, не постои друг начин. Овие политички структури што владеат 35 години, поќе и помалце, тие немаат интерес ни да го променат криминално изборен закон, сакаат статус кво, сакаат цел живот да доаѓаат на власт. Не гледате што се случува. Победа, победивме, а земјата пропаѓа. Тие победуваат, државата пропаѓа. Тие победуваат, младите си селуваат масовно. Тие победуваат, болниците ни се претворени во мртовечници. Тие победуваат, здравството, образованието На тон. колапс. Се помалци имаме квалитетни кадри, бидејќи ако сакаш да уништиш држава, уништи го образованието. Таа пословица го кажува тоа. Животната средина. Тие победуваат, имаме позагадена животна средина, поотровен воздух. Па еве прашувам Скопјани 500-600 000, 450 000 гласачи. Не му се има досадено да гласат за овие кретени цело време. И да доаѓаат на власт, па нивните дела се гледат. Сега зборувам, имам градоначалник на Скопје Орце, тој кисела вода го униште, кисела вода доди, секој скопјанец треба доди да посети 2-3 сати, малце пешки низ кисела вода доди. Кисела вода е уништена општина, бе човече. Таму нема ништо. Таму има згради, таму нема ништо, нема ни паркови, нема ни место каде доди да се забавуваш. Само се лупа, се гради, се бетонизира. Така. И целата е прашина, нема паркинзи, нема ништо. Нема клиника во кисела вода. Јас ти кажувам затоа што тој град го сакам. Кога дојдов од Битола на факултет на 18 години, 19, во кисела вода, јас фатив стан да живеам. Таа општина. Таа општина, да, извини, градека. општина. Да. Сега велам кисела вода како... Се сетив, да. Да. Благодарам. Ве сватив. Значи страшна работа. И сега ќе видиме колку Орце како ќе направи, што ќе направи, но затоа сме ние тука демократи да критикуваме, ако не прави ништо, ако направи добро нешто, тогаш ќе се го пофали. пофалиме. Па и сега види, ако некој кој што е на власт прави добро, не само што ќе го пофалиме, ќе го поддржиме. Еве, например, кога сме во таа насока, точно дека он 2 дена градоначалник е, ја имам впечаток дека, без да фалам или да критикувам, дека повеќе направи од Данева за 4 години во однос на ѓубрево, почнува да го прави. Ме засмеја со Да. Данела.
Види, Данила е друга приказна, затоа што имаше голема обструкција од И беа врзани раците. тие не само што и беа врзани рацете, туку таа приказна е многу тажна, бидејќи Скопје 4 години пропаѓаше, благодарение на тие што победија денес на ДПМН. И СДС разбира, па и тука и другите што беа во Советот. Значи, Данила како градоначалник, кој да е градоначалник, не можеш одлука да донесеш ако Советот не ти изглас. Ти подпишуваш. Ти се фактички градоначалнико, луѓето ако знаат дека нема скоро никаква моќ, Чиновник. освен има моќ, ако има од својата политичка структура советници кои што се послушници на партијата, послушници на градоначалнико и да има доволно да се гласа мнозинство, тогаш ќе му помени се и се што, бидејќи тој ќе ги малтретира, ќе ги принудува советниците и да е против града ако е некој таков градоначалник, да речеме криминалец. Конкретниот случај затоа е многу тешко да се суди покрај тоа што јас би рекол дека За ѓубрево мислам. Не, за ѓубрето тоа е катастрофа, затоа што види. Ако само мислиме дека Данила е одговорна, не е само таа одговорна. Во град Скопје имаме 10 општини. Што тие неспособни градоначалници праве? Значи, види, и да немаат ингеренции, да кажеме, јавното собраќање, јавното комунално предпријатие за што го собира ѓубрието е под контрола на Скопје. Така, за сите општини. Што тие тогаш не се изборија и да кажат, бидејќи ти не си квалитетна, не го чистиш ѓуброто, ние ќе си формираме своји јавни фирми. Има подршка, бидејќи зборувам, значи не е Данила само крива, све се тоа неспособни луѓе кои што за жал се на власт. Тоа е жално нешто и јас знам дека Скопјани сака да ја критикуваат не за многу, поготово ДПМНевците велам, затоа што прво ја донесоа на власт како најдобра ера изрекламира и во Европа и тука, и после почна да саботират. Така да тоа е комплицирана приказна и не би сакал не се само да окривувам покрај тоа што и таа сноси одговорност, а и се разбира и сите други градоначалници и совет. Имаме, господин Јорго, една точка во општеството, една критична би рекол, а тоа се младите. Тоа е не знам зошто, не знам кај се застрани, што мислите вие, млад човек денеска да го сретнеш на улица, да го запрашеш, пример 11 октомври, не знаеш што е. Не знае кој го Делчев. Не знае никој не е председател. Никој не се воопшто заинтересирани за нешто придонесат во општеството. 80% би рекол од младиве, за жал тоа го прават. Оние што нешто сака да променат се за сега мал број. Дали, како, например, младите својата револт и незаинтересираност да го претворат во движечка енергија за промени на општество? Па види, кога зборуваме за држава, кога зборуваме за влада, министерства и така натаму, градоначалници, советници, зборуваме државата треба да има своја програма. Како да ги уклучи младите? Како да ги на некој начин мотивира? Лесно е да критикуваш млади луѓе. Не знаел за Гоце Делчев, не знаел за ова, не знаел за она. Затоа што прво образованието ни е катастрофа. Тоа е. Затоа што кај нас се бориме, има учители, професори во познати гимназии, средни училиште и основно, вика мака мачиме со родителите. Поготово ако родителите се некои бизнисмени, директори, политичари, моќници кои што сега контролираат све во градовите и во државата, мора на син ми, на ќерка ми да му ставиш 5, а ако не заслужува за 2 и 3. Значи проблемот ни е во образованието. Ако ние имаме образование како треба, да не можат луѓето, мора да учиш. Види, ако не учам многу, ќе добијам 2, 3. Ако учам многу и ако сум интелигентен, ќе добијам 5, така. Тогаш зошто да не е така?
Ние тука веќе почнавме, знаете сами, имаме дипломи. Добиваат луѓето, дали е во средно, дали е на факултет, дали е постдипломски, докторски науки, дипломи се купуваат масовно. Се креираат тие приватни факултети, тие мора да обстанат, за да обстанат треба да продаваат. Не сите приватни факултети се криминални, ама има, значи, и професори или факултето, што пари, ако му даеш пари, ќе помениш испито, број 1. Број 2, не се пак ќе речам, дури во основно училиште тој притисок се врши на учителите. Значи образованието, тука го гледам проблем образованието. А проблем е државата и општините, што не ги уклучат овие млади луѓе да ги стимулираат. Значи треба ние како држава и како општини да стимулираме, да креираме услови. Ти знаеш колку општини во Македонија, градови немаат младински домови или имаат една соба младински домови. Секоја општина треба да има младински домови, каде што ќе доаѓаат, па ќе имаат, значи, секакви активности младите. Уметнички, музички, зошто секој поголем град нема, да речеме, студио да е во собственост на општината. Еве за музичари. Зошто има народен театар и тој народен театар е контролиран од професионални глумци? Зошто да нема и за млади луѓе театар, кој што еве ќе се организираат самите? Одлични идеи. Зошто да нема такви работи? Ние младите ги уништуваме, а тие што се малце, попаметни, или што имаат стреќа, да кажам, ќе си заминат од државата и нас шо ќе не остане овде? Ништо. Необразовани млади, необразовани возрастни луѓе. Ние имаме луѓе, моje годиште или помлади малце од мене, како да се излезени од дивина, бре, човече. Необразовани, не сакаат да прифатат ништо ново. Не сакаат, се научени, еве конкретниот случај со гласањето. Како можеш ти да излезеш да гласаш некого кој што те уништува со децени? Некој синдром на самоуништување е сигурно. Тоа е синдром на самоуништување, тоа е рецепт за самоуништување, се разбира. Но, јас сум многу среќен што во Македонија има прекрасни млади луѓе кои што ќе направат промени заедно со нас повозрастните, здружени, можеме чудо да направиме. Ние треба, ако мислиме, она како што кажав, да ги образоваме младите, да водиме грижа. Во Битола имаш, ти замисли се, 40 милиони буџет, во Скопје имаш преку 100 милиони буџет. Зошто тој буџет не се одделува за младите луѓе? За активности што ги спомнав. Зошто? Затоа што градоначалникот со некои советници ги делат парите, што поќе пари да има за тендери, дали е за одржување на свето, дали е за одржување на улици, дали е не знам зошто за паркови и така натаму. Ги дела со тие некои фирмички, секој месец во джеп. Ти знаеш како договор се прави во една општина? Како? Многу едноставно. Вика конкурс издаваат да се пријават кој ќе го одржува светлото во општина Битола, кој ќе одржува во светлото во општина Скопје, па во Сарај, па во центар. И тоа се нивни фирми, пријатели, цел живот 35 години работат повеќето фирми со криминал. Фирма направена од вчера. Фирма направена од вчера, кој ќе ги шие униформите за сите полицајци. Дизајнерска фирма од Битола, со двајца, низ двајца, нема ни канцеларија. И добива 4, 5, 6, 10 милиони, пример, евра тендер. Тоа слично како што беа фатени за тренирање магариња. Точно така. И тендеро за 4, 5, 6 милиони евра за полициски униформи, ќе оди, шо мислиш, ти колку ќе му дат, да речеме на министеро, на главните што ќе одлучат за тендеро, на власта, на владата и така натаму, на партијата. 10, 5, 15, 20, еден човек ми каже вака, јас работев со униформи, ова е вистина, 35 години, имав успешна фирма, секакви униформи, од стюардеси до полиција, до војска, до све може да се. Немаше една сделка кога јас немам даено бел плик со пари.
Страшна работа трече. Дотолку погубно. Не постои тендер во Македонија, ајде да не речам со исклучок, некој никаков, но сите поголеми тендери, кај што се работи за поголеми пари, гледај што се случува во Рек Битола. Го затвориле Марковски, ова бил, онај бил. Па таму 2-3 фирми во последните 3-40 години преку пола милиарда евра има добиено, копале јаглен, ги одржувале постројките. Па зошто нема владата, државата, евана, своји багери, кога веќе толку пари се троши, па купи си бре човече, па ќе вработиш луѓе. Значи, сакам да кажам, зошто се прави тоа? Затоа што тој што го добива тендеро, после фрла назад од 5, 10, 15, 20, во зависност колку како е голем тендеро. Све е тоа на тој принцип. И кога разговарав со некои градоначалници кои што бивши, секогаш ми вика на крај во разговорот: Јорго, има за сите. Тоа е трече. Господин Јорго, сосема за крајот би ја запрашал уште нешто. Морам да признам, секогаш кога сте ни гостин е пријатно да се слушате вие, заради тоа што имате многу приказни вакви, да ни ги кажете од разноразни луѓе што ви се случиле. Почнува ли дефинитивно обединување на овие 62% неизлезени луѓе кои требаше да гласат и тие 5% кои секогаш намерно ги бойкотираат изборите? Да, тоа го правиме подолго време, но откако завршија локалните избори, поактивно го правам, разговарам, значи со сите можни фактори, политички партии, граѓански здруженија, учесници на овие избори или што не учествувале како граѓански здруженија, граѓани да го направиме тој блок, тоа движење поточно за промени. Без промени, позитивни, од корен, без честност, хуманост, работно и животно искуство и образование, стручност, она што спомнав за градоначалникот кандидатот со средно училиште, па сака да биде кандидат на град Скопје. Политиколог. Политиколог. Види се, не дипломира. Јас се не зборувам како човек. Можда човек е супер како човек. Но не е тоа што ние како држава во законот точно треба да се знае. Кој кандидат што треба да исполнува, поточно кажано кандидатот што треба да исполнува за да може да биде на листите за советници, за да може за пратеници, за да може на листите за градоначалници. Вие верите за образование и за искуство. Па види, без образование, ајде бидете хирург, немате образование, не сте специјалист хирург, така, и што вие сега ќе правите операции? Сега градоначалниците, знаеш како се мисла, ако се добри оратори, ако се во некоја партија имаат поддршка и успеат да станат градоначалници на Скопје или на Битола или Тетово, а немаат поема од менаџирање, немаат поема од како да ги решаваат проблемите, бидејќи нашите општини и нашата држава е уништена. Ти фактички треба да бидеш супер добар за да можеш Скопје да го водиш. Знаеш што значи супер добар? Треба пари да плаќаш на некој, еве да речеме, земаш некој од странство или од тука, кој што има огромно менаџерско искуство, е чесен, хуман и сака да работи 12-15 сати, овој град Скопје да го исправи. Зборуваме за сите проблеми, од Собрајке до се. Да. Така да јас пак ќе кажам една работа, работиме, и ова е шанса, понатаму ќе продолжиме да работиме, ги повикувам сите што ќе ослушаат овој подкаст, да дојдат да ни се придружат, да се обединиме, бидејќи без обединување нема да успееме. А ако не успееме ние, на власт ќе ни доаѓаат секојаш криминогени структури и криминални банди. Од редовите на СДС, ДПМН, ДУИ, ВЛЕН, ЗНАМ и од нивните полтронски привезуци кои јавно се во коалиција со нив или скришно се во коалиција.
Ви благодарам уште еднаш кај што го почестивте нашиот подкаст со вашето присуство и ви посакам добро здравје и среќа и се гледаме повторно. Благодарам Трајче и исто јас ти позакувам добро здравје, среќа во живот. Драги гледачи, тоа беше председателот на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски, упати добри, јасни, недвосмислени пораки, како и секогаш, а вие знаете дека доколку ви се допадне овој подкаст, се надевам и верувам дека ви се допадна, треба да притиснете лайк, да ставите subscribe и да го споделите како ви допро дошто поголем број на луѓе.